Младата неготинска сликарка Мира Митрова е исправена пред голем предизвик. Ке постави самостојна изложба во познатата светска галерија Агора во Њујорк. Ова беше повод да го посетиме нејзиното ателје во Неготино и да дзирнеме во делата со кои Митрова ќе се представи пред пребирливата њујоршка публика. Таа галерија се наоѓа на Менхетан, на Њујорк, Челси се вика улицата. Таму има можеби 200-300 галерии. Тоа е во Њујорк најпознатата улица за уметници. Има доста галерии, доста познати. Јас кога бев во Њујорк, бев на таа улица, ја посетив. И зошто баш Агора? Агора ми беше од сите тие така најмногу ми издвојуваше кога во живо јас го видов сето тоа. Еднаш покушав да пуштам портфолио онлайн, ме одбија, па пак потоа пуштив со друг проект нормално, и да ме примија. Иако млада, Митрова веќе имала самостојни и групни изложби во повеќе светски метрополи како Берлин и Париз. Во Њујорк е по втор пат откако пред 2 години се представила во тамошниот македонски културен центар. Вели дека предстојната изложба можеби е пресвртница во нејзината кариера. Самата галерија има и е споена со познати списанија, Арти Спектум, што тоа е списание специјално правено за уметници, значи познати поети пишат, критичари исто. Мислам дека е тоа многу битно за еден млад уметник да го има во тоа списание. Ликовна академија завршила во 2006 година во класата на професорот Димитар Малиданов. Нејзина најголема пасија е графиката. Доста ја сакам графиката. Немам услови да ја работам, па затоа сега се префрлив на платна, улје или акрил работам најчесто. Митрова има специфичен стил. Голем дел од нејзините слики се автопортрети, работени во масло на платно. Автопортретот најмногу ми лежи, бидејќи најмногу добро се знам јас. А не дека автопортрет, некогаш се дешава и други портрети да цртам, а најомилени ми се автопортретите. На овој проект е ентагламент, испреплетување што се вика. Портретот, емоциите се тука споени во целата шума, џунгла, значи страф од невидливо, светлина, сите тие работи, сите емоции целосно се прифатени. Освен испреплетување, нејзин најпознат проект е и множење на конкретното, составен од 12 графики работени во класичните техники шабмарин, бакропис, сува игла и акватинта. Појдовна точка во овие дела се одредени предмети како музички инструменти, буква и школка, кои низ процес на трансформација добиваат нови, квалитативни естетски својства. Мира Митрова се подпишува и на графичкиот дизајн за плакатот по повод одбележувањето на 60 годишнината од Асном. Иако се работи за млад уметник, Митрова зад себе веќе има значајно портфолио. За предстојната изложба во Њујорк вели дека е значаен настан не само за неа, туку и за Македонија. Но и покри тоа, државата е незаинтересирана да ја помогне. Јас приложив документи во Министерството за култура. Не ми обрана внимание. Како не би? Многу се побитни скулптурите што ги прават 2014. Ова не ја обесхрабрува младата неготинска сликарка. Ја сака својата професија. Вели дека ќе биде упорна и се надева дека државата ќе го смени односот кон квалитетните македонски уметници кои допрва доаѓаат на сцена.